Македонија полека останува без земјоделци. Повозрасните стареат, помладите печалбари во туѓина. Иако македонското поднебје со одлична клима и вегетација за производство, сепак неисплатливоста причина за да нивите остануваат пусти, а цените високи на пазарите. Земјоделците дури можат ќе работат, а потоа како што велат ќе глувеат во празните куќи без дечињата и внучињата. Имаме од 1000 детства. Џабе што имаш. Никој не ќе да работи земјоделие. Се е поминувам. Нивите се утревија, трање фана. Нема ништо. Не, тоа не ќе не да чујат. Ја за Скопје ја на работа, не ќе да чујат, не да дојдат. Нема шанса. Производството поленка, ја мислам, се ќе паѓа и на крајот ќе се десе да немаме ништо од домашно производство. Додека сте вие после... Па тоа го викаме. Па ја тоа го зборам. Што значи додека нашата генерација работи. А нашата генерација ќе биде уште 2, 3, 5, 10, 15 години. После не знам што ќе се деси. Некад никој. Дури има производство во следните 10 години ќе има по нешто на пазарите. Потоа увозот неизбежен. Сакат, ама сакат и повеќе да бегат на страна. Остана синче веруј. Нашето поле беше плодно и се сичко садеше и се раѓаше. Сега нема, половина село празно. Празно нема. И што има некои тука обстанени, тражат се работа. Со земјоделие вика јас да се бавам. Немам рачун земјоделие да работам. Јок, никако. Инаку речиси поголем дел од младите избираат да не се занимаваат со земјоделство, најпрво затоа што им е слаба заработувачката, а потоа затоа што е физички напорна работата, која понатаму ќе предизвика дополнителни здравствени потешкоти.